Вчера истече рокот за доставување забелешки за стратегијата за геолошко истражување и одржливо искористување и експлоатација на минерални суровини, која ќе биде со важност од 2 децении, 2025-2045 година. Струмичките екоактивисти воопшто не беа задоволни од работната верзија на овој документ и сметаат дека е на штета на граѓаните и на самата држава. Ѓорги Танушев од Здрава Котлина вели дека на расправата за оваа стратегија поставиле многу суштински прашања, но не добиле задоволувачки одговори од научниците вклучени во нејзина изработка. Нас не треба да живееме од храна, да имаме за храна, да имаме она што е автохтоно овде, а не да отвориме рудници, што ќе ги затвориме после 20 години, бидејќи се исцрпи тој руднички потенцијал, и ќе ни остават отровите кои што ќе не загадуваат во наредниве илјадници години. Нема потреба за таква луда стратегија. Тоа не е стратегија. Тоа е лудило. Екоактивистите десетина години се бунтуваат против отворање на рудници во југоистокот. За нив е неприфатливо да се развива тешка индустрија во региони кои тежнеат кон производство на екохрана, но и кои буквално обстојуваат од земјоделско производство. Затоа нивниот став останува дека нема место за нови рудници во Струмичко, Валандовско и Дојранско-Гевгелискиот крај. Активистите тврдат дека парите што доаѓаат од земјоделството се далеку посериозни и позначајни од процентот што би се добивал од рударството. Во регион каде што има земјоделие, како и источниот плански регион, Струмичкото поле, не сме да има рудници, никош немало, ни пак треба да има. Затоа што пред се храната е она што овде обезбедува да бидеме втори по придонес во GDP на економијата на државата. Само за илустрација, сите пари што се дадени за рудници и профитот што го остваруваме од рудници, Струмичкото поле го прави за 1 година. Значи, несразмерноста е огромна. Следниот период ќе се знае кои забелешки се прифатени и како ќе изгледа финалната верзија на стратегијата. Овој документ го изработуваат 20 научници од МАНУ.